this way forever. I'm Byron Jackson. For real. Never meant to make your daughter cry. Поздрав HD community, јас сум Антонио HD и денес ќе правиме видео за 15 работи кои ќе ти помогнат да се подобриш на YouTube. Може би, на некој ќе помогне, на некој не. Зависи како ќе сватите овие 15 работи. Па ајде да почнеме. Прво и лесно нешто мора да го знаете, иначе нема многу да успеете на YouTube, е тоа што треба да знаете да едитирате. Ако не знаете да едитирате, барајте туторијали на YouTube, барајте некои програми за едитирање што се полесни. Например, за почеток јас користев првен Windows Movie Maker. Сите јутубери веќе мислам имаат не пробано, туку имаат почнато со тоа. И јас почнав со тоа. Пара направив монтажи и такви работи, ама сепак почнав со тоа. Сега заврши со Sony Vegas, значи може да се рече се знам за неја. Второ, имајте добар квалитет на видеата. Јас секогаш ставам 720 HD квалитет на моите видеа за побрзо да се рендерираат и да се uploadираат, ама главно имам HD. Трето, имај добар тамбнел. Ако имаш добар тамбнел, ќе ги привлекуваш повеќе гледачите. 4. Имај долга и добра дескрипција. 5. Имајте добар тајтл, или на македонски речено опис на видеото. 6. Никогаш нема да ќутиш во видеото. Ако ќутиш, скрати ги деловите кои што ќутиш, научи се барем малце да едитираш за да научиш такво едит, за да ги кратиш видеата. Ако има нешто интересно, например, како кратко филмче, може тоа да се ќути, да се остави. Ако не знаете зашто се зборувате, ако немате тема за зборување, зборувајте само за геймплејот. 7. Имај добар микрофон, за да не се слуша бучава во позадина и друго. Јас немам многу добар микрофон, ама во иднина планирам да си купам подобар. 8. За геймплејот доwnloadирај добар рекордер, а не некој лош што ти лага играта. Ако најдеш таков некој, барај друг. 9. Имај кратко и едноставно убаво интро. 10. Ако снимате влог, имајте добра камера со добар FPS. 11. Немојте да правите Facebook страна на кога имате малце претплатници, барем имајте 100 претплатници за да направите Facebook страна. 12. Немојте да правите прашање одговори на помалку од 100 субскрайбери. Барем имајте 100 до 150 субскрайбери за да можете да правите Q&A, иначе ќе имате многу хейт. 13. Пробајте да комуницирате со повеќе луѓе и да играте со нив мултиплеер игри. 14. Имај свој креативно интро, не например како другите, туку повеќето јутубери почнуваат со и поздрав. Имајте свој креативно интро. 15. Последна и најважна работа, потруди се колку што можеш повеќе. Се надам дека уживавте и се надам дека ви помогнав. Се гледам во наредното видео. Peace out!